Дали Манчестер Сити ќе го стигне Горан Пандев? Пандев има титула во Лига на шампиони, Сити нема. Champions League Final. Време е за Лига на шампиони. Финалето во Лига на шампиони не може да се посега половар крај на сезоната, нели? Но пред да започнеме со финалето Сити Интер, сакаме да се заблагодариме за 1000 субскрайбери. Едната цел е помината. 1000 субскрайбери. Додуше ова беше втора цел. Сега идеме на наредна. 3000 субскрайбери. И уште едно инфо кратко. Кога ќе стигнеме до следната цел, 3000 субскрайбери, ќе правиме giveaway, по кој што ќе бидете сите уклучени, сите што имаат субскрайб, нели? А доколку се уште нема да стане на субскрайб, претплатете се на нашиот канал и бидете дел од BMG тимот. Баскетс, ајде да почнеме. Може да почнеме. Манчестер Сити Интер. Ај вака прво. Што треба све да знаеме за овој финален натпревар? Тимовите се среќаваат за прв пат. Финалето се играе во Турција на Олимпискиот стадион Ататурк. Сити може да дојде до тројна круна после трофеите во FA Купот и Премиер Лигата. Гвардиола сака да се приклучи на елитната група на трикратни победници, откако претходно го дигна трофеот во 2009 и 2011. Интересно е тоа што помеѓу двата триумфи на Пеп со Барселона во Лига на шампиони, освои титула Интер, таа е нивна последна од трите освоени титули. Во времето кога Жозе Мориньо беше главен. Сега наред е Симон Инзаги да освои титула. Гледам дека е сумјев дека Интер ќе освои титула, ама може да освои, бе. Може бе. Што? Значи, јас најавам за Интер, а Столе... Ја за Марчињак, за судијата. За Сити сум, ајде. Нема за кој друг. Па да не бидеме двајца за Интер, са не е интересно. Барем да му контрирам малце. Сега ќе ја јаснам зошто Интер може да дојде до титула. Зашто не може да дојде до титул? Симона Инзаги ќе игра формација 3-5-2. Правејќи го средниот ред исклучително силен, особено во дефанзива. До сега против силните екипи Интер играше со долги топки кон своите звезди во нападот. И до сега тоа се исплатеше. Зашто да не се исплати и сега? Чалханоглу, Барелја и Брозович или евентуално Мактиријан ќе имаат тешка задача во средниот ред. Но не верувам дека ќе вртат токата многу околу себе. Ќе дуваат напред кон Джеко, Мартинес и можеби Лукако. Е сега, ако Инзаги ги спречи контрите и брзите напади на Сити, тогаш се е можно. Иако е јасно дека Сити е фаворит. Горе-доле. Има некои мовете дека Шкринјер може да игра на овој надпревар, ама јас не верувам. После тешката повреда не верувам дека ќе почне директно во финале. Инзаги нема да ризикува со него. А ова е можеби последна шанса за Шкринјер да одигра еден надпревар за Интер, односно последниот меч да го одигра за Интер. И уште нешто. Значи финалево се игра во Истанбул, ама Джузепе Меаца е распродаден. Во еден ден најавачите ги купија сите 43.000 карти кои што беа на продажба за да го гледаат на преворот на видео Бим на Джузепе Меаца. Еј да бев на Джузепе Меаца сега. Која кешарица исправлja? Има се може се. Кој е можниот состав? Според мен. Онана на голот. Дармијан, Ачерби и Бастони во одбрана, или можеби Деври место Дармијан, не се знае. Десно Думфрис, средина Барела, Чакнахоглу и Михтарјан и лево Ди Марко. Во нападот Лаутаро Мартинес и Един Джеко. Е, затоа Интер ќе тепа. Сега, да видиме зашто Сити ќе тепа. Манчестер Сити мисли дека ќе тепа. До сега немаат изгубена во Лига шампиони и мислам дека традицијата ќе продолжи. Сити нема да има голема промена во својот состав. Може би имало промена само на Аканџи на дефанзивната страна, бидејќи Нейтан Наке се врати од повреда и мислам дека ќе го замени Аканџи. Очекувам Гвардиола да игра со истиот состав како што играше против Манчестер Юнајтед. Само што викендов играше со двајца задни везни, а сега бидејќи игра против Интер, ќе треба се бранат. Силва и Грилиш ќе се вратат. Формацијата би изгледала 3-4-2-1. Чеки. Дали кажа дека Сити ќе се брани? Не, нема да се брани, но ќе ја зацврси својата одбрана поради контрите на Интер. А Интер имаат добри контри. Чекај малце, Интер има квалитет да му се закани на Сити, но Халанд може да продолжи својата форма со постигнато 12 голови во Лига шампиони. Халанд е проблем. А знаете што е леко за Халанд? Ачерби! Ма каки Ачерби? Ова е моментот Сити да освои тројна титула и прв пат Лига шампиони. Халанд ќе дае гол и ќе ја реши утакмицата. Сума сумарум, очекувам Интер да тепа 1-0, а Халанд да не даде гол. Мислам дека нема се повтори истото што се повтори со короната која изгуби од Челси 0-1, така да Сити ќе тепа 2-1.
На крај појаки од нека тепа. И дечки, тука се одјавуваме, следува најинтересниот меч во Лигата на шампионите, не пропуштете да го гледате. Усвари чекаме се. Имам едно прашање за крај. Дали Манчестер Сити ќе го стигне Горан Пандев? Пандев има титула во Лига на шампиони, Сити нема. Нема. Ај чао. Се гледам. Па реално Пандев ако гледам може и ќе освои.